Нема простор за паника од заразни болести во поплавените региони. Епидемиолошката состојба е стабилна, потврдуваат инфектолозите. 2 жители се хоспитализирани на инфективна. Бројот на случаи со инфективни болести, она што ве интересира, значи поврзани со цревниве заболувања, на пример, е идентичен као и изминативе периоди, значи нема пораст на бројот на лица кои што би алармирали, кои што би упатувал на појава на заболување од еден заеднички извор на вакво нешто, така да во моментот ситуацијата е стабилна. Во амбулантните пунктови најчесто доаѓаат луѓе кои примаат хронична терапија, се диагностицираат и кожни заболувања. Доаѓаат и граѓани под стрес. Исфрлена сум кожно, бев вчера на лекар, ми дадо лекарство, тоа примени сме како собствена керка да сум на докторите, значи од таа страна сум прекрасно примени. Спасени смо, ама стресот им нас ке не бутнеше. Тоа е страшно и тешка беше, и сега ми е тешко. Поредните улици на Стајковци се уште со фекална вода и кал. Се работи постепено, се пробиваат тесните грла. 100% уништено, еднатре нема ништо, наместа и тоа све исфрлено надвор, врати уништени, прозор уништени, водата до кај. И понатаму се чистат дворовите, се собира шутот и сметот. Жителите велат дека е потребна подобра организација. Имаме све, ама организација слаба. За сега ситуацијата е подобра од минатите денови. Куќите што се исчистени се дезинфицираат, се проценуваат штетите. Испиша, што ќе биде, тоа ќе биде. Фолии имам оштетено, 20 фолии, све оштетено, нема ништо од тоа. Ево, ова нива е моја, све е оштетено, нема ништо. Волонтерите работат неуморно, се уште му помагаат на местното население, делат и храна. Помагаме колку што можеме. Значи вчера, конкретно ви кажам, разнесовме од тука спремни пакети. Скоро дојдеме да видиме кај ќе на распоредат и да одиме да помогнеме. Активирани се и граѓанските организации. Ако нешто највредно што се случи во Македонија е граѓанскиот активизам, солидарност и помош која ја даваат посебно од граѓаните директно до граѓаните. Секоја помош пристигнува и се дава во училиштето во Стајковци. Помага и персоналот. Доброволно дојдоа да помогнат на своите ученици, на колегите, бидејќи имаме поплавени вработени во ова населено место и во околните населени места. Постојано сме во комуникација и во контакт за сите потреби, се она што им е потребно да се обезбеди во најкраток рок. За децата од Стајковци организирана неколку часовна прошетка во Скопје. Не престануваат напорите за нормализација на животот во погодените подрачја. Деноноќно и луѓето и механизацијата ги расчистуваат последиците од временската катастрофа. Полека се враќа животот во Стајковци.